Председателот на Сојузот на синдикати бара надлежните да поведат постапка против пратеничката од ВМРО ДПМН Дафина Стојановска, која вчера на социјалните мрежи објави видео на кое се гледа како Трендафилов со службеното возило ги зема своите малолетни деца од училиште. Првиот човек на синдикатот побара и собранискиот спикер Африм Гаши да поведе постапка за одземање на пратеничкиот имунитет на Стојановска. Вели дека за случајот ќе ги извести сите амбасади, делегацијата на Европската Унија, братските синдикати на Меѓународната и Европската конфедерација на синдикати и Меѓународната организација на трудот. Можете да продолжите, другари, да не следите, можете да продолжите да не снимате, можете да продолжите да не прислушкувате онака како што правите година назад. Можете да доаѓате кај што ќе седнеме, можете да не слушате, но тоа морате да го правите со нас, затоа што ние сме избрале да се бориме. Нашите деца не ви се виновни на никој од вас. И затоа ќе продолжиме да ве блокираме, затоа што сте нелуѓе. Случајот го пријавил во полициска станица, за што потврдија и од МВР, откаде велат дека се преземаат соодветни мерки и активности за целосно расчистување. Пратеничката не одговори ниту на повиците, ниту на пораките, но преку писмено соопштение реагираше пратеничката група на ВМРО ДПМН. Оттаму велат дека Трендафилов со невидена дрскост, паника и нервоза ја нападнал пратеничката, глумејки жртва за да го прикрие сопствениот скандал. Пратеничката група на ВМРО ДПМН најостро ги демантира и отфрла неговите очајни обиди за дефокусирање од вистината. Правосудните органи имаат чист случај пред себе во кој Трендафилов веќе требаше да дава исказ пред надлежните органи и да сноси одговорност за злоупотреба на службено возило за приватни цели. Додека лицемерно ги повикуваше пратениците да одат пешки, тој истиот ден се појави на протест со службеното возило, а јавноста веќе виде како тоа исто возило се користи за семејни потреби, како да е негова приватна собственост, велат од пратеничката група на ВМРО ДПМН. Утре продолжуваат блокадите на ССМ. Точно напладне ќе ја блокираат Стопанската комора. Пред Стопанската комора ќе блокираме газди кои ги блокираат работниците 36 години, газди кои одбија до крајот на минатата година да ги зголемат работничките плати и да ја зголемат минималната плата, а кукаат дека квалификуваните работници заминуваат од Македонија и дека не можат да ги задржат. ССМ освен утре и на 17 февруари ќе ја блокира владата. Потоа планира нов голем протест за кој ќе има и организиран превоз за работниците од внатрешноста, а доколку ниту тоа не доведе до зголемување на минималната плата на 600 евра, тогаш ССМ ќе прогласи генерален штрајк, како во јавниот, така и во приватниот сектор. Даниел Василев, Сител телевизија.